граѓанскиот парламент кој што функционира од самото доаѓање моје во општината како градоначелник продолжува и оваа година, поточно на крајот од оваа календарска година, каде што кога го формираме буџетот за наредната година, морам да кажам дека пред 5-6 недели бевме во сите урбани и местни заедници во нашиот град, каде што со представниците на граѓаните ни понудија решенија и потреби за формирањето и оформувањето на буџетот на општина Прилеп за наредната година. Тоа го направивме. Мислам дека во буџетот за наредната година најголем дел е предвиден за инфраструктурни делови во нашиот град, затоа што тоа граѓаните најмногу го бараат. Мислам дека денес граѓанскиот парламент кој што повторно заседава, ќе имаме евентуални дополнувања на нешто ако е пропуштено во претходниот период од граѓаните, од урбаните и местните заедници, така да уште еднаш да повторам, граѓаните го формираат општинскиот буџет, како што го правевме претходните 2 години, и оваа година истото се случува и мислам дека тоа е најдобриот начин и најсигурниот и најправедниот начин за формирањето на буџетот на секоја општина. Општина Прилеп, заедно со градоначалникот и со претседавачот на совет, на настан кој е поврзан со креирањето на буџетот, односно со партиципативното буџетирање. Во партиципативното буџетирање општина Прилеп веќе го практикува изминатите 2 години, што не беше случај во претходниот период. Граѓаните, односно потребите на граѓаните се преточени низ овој општински буџет. Нашата активност е денес од проектот Мои пари, моја одговорност, финансиран од УСАИД, а спроведуван од мрежата на Фискаст, предводена од Фајненстинг. Добро, преку ваквите начини на слушање на граѓаните и мисленето на нив во и инкорпорирање на нивните идеи и предлози во буџетот на општина Прилеп е прв случај. Кажа и представникот од невладината организација дека Прилеп е една од општините каде што е веќе може да напомнам како пилот проект, каде што директно на средби со граѓаните јас како председател на СОЕ заедно со градоначалникот, директорите, ръководителите на јавните комунални претпријатија во градот имавме можност неколку недели да ги слушнеме сите нивни предлози и тие да бидат практично инкорпорирани во буџетот на општина Прилеп. Знаете дека буџетот на општина Прилеп е подготвен и е доставен на советниците врз основа на она статутарна определба 20 дена пред носење на одлука за носење на буџетот на општина Прилеп за наредната година, доставен до советниците и преку овој граѓански парламент сите оние предлози кои што ќе бидат денеска до нас предложени. Се надевам дека преку амандмани ќе бидат дополнително вклучени во целокупниот буџет.